со средината. Треба биде ова многу високо ми е. Не, подобро е. Како качена на... Да, мора, се види камери се. Се губите овде. Како? Чекай само да го најдам. Добро, почитувани колеги, дозволете ми да се навратам на вчерашната средба и изјавите кои што ги имаше од страна на нашиот колега Муковски и на председателот на владата, со кои што во попладневните часови нели разговаравме околу суштината на нацрт амандманите кои што врз основа на нашите насоки и барања ќе треба да бидат нели прифатени од страна на владата. После таа средба и врз основа на тие изјави, синоќа добивме информација од страна на владата дека истите наши нацрт амандмани ќе бидат вградени во предлог, текстот на нацрт амандманите кои што владата ќе го достави до Собранието на Република Македонија. Врз основа на тоа и врз основа на информирањето и на вас и на граѓаните, сметавме дека е во ред да ви информираме како ќе гласат нашите нели нацрт амандмани кои што ќе влезат во текстот на нацрт амандманите од страна на владата на Република Македонија. Како што знаете, ние имавме и во овој процес нели на гласање за отварање на уставот, целта беше да се вклучиме во една квалитетна амандманска расправа, која што е неопходна, сметам, во овој период, се со цел да и во таа јавна расправа, согласно деловникот, нели каде што ќе се отвори после овие нацрт амандмани јавна расправа, ќе се вклучат и голем број на експерти, професори, пратеници и така натака, се со цел да придонесеме заеднички и да дадеме еден влог нели во подобрување на сето ова што го имаме пред нас, а тоа е договорот кој што е потпишан помеѓу Република Македонија и Република Грција и се разбира измените и нацрт амандманите кои што влегуваат во оваа фаза. Нашите барања беа прифаќање на амандман на Уставот со кој ќе се гарантира македонскиот идентитет. Значи, ова наше барање ќе биде вградено во членот 49 од Уставот на Република Македонија, каде што нашиот предлог кој што ќе биде даден како нацрт амандман е Републиката го штити, гарантира и негува историското и културното наследство на македонскиот народ. Со овој уставен амандман, поточно со овој нацрт амандман, се потенцира обврската на Република Македонија за заштита, гарантирање и негување на историското и културното наследство на македонскиот народ. Второто наше барање, односно насока, беше прифаќање на одредба на Уставот со која ќе се гарантира дека доколку Република Грција не го ратификува договорот и повторно ги попречува евроатлантските интеграции на Република Македонија, ќе има безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани кои произлегуваат од имплементацијата од договорот од Преспа. Лично ќе кажам, верувам дека колегите ќе се согласат, за мене е ова многу важно во целиот овој процес. Така да нашето барање е прифатено и нашиот нацрт амандман значи ќе гласи: овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија, значи нашите, верувам и останатите кои што владата ќе ги предложи. Значи, овие амандмани се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со денот на влегување во сила на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 837 и 845 1993 на Советот на безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба
од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и ратификацијата на протоколот за членство во НАТО од страна на Република Грција. Јас малце ќе дадам некој објаснување во оваа насока, значи имајќи го во предвид, како што кажав, претходно нашето второ барање за прифаќање на оваа одредба, со кој ќе се гарантира дека доколку Република Грција не го ратификува договорот и повторно значи ја попречува евроатлантската интеграција на Македонија, безусловно поништување на сите прифатени уставни амандмани кои произлегуваат од имплементацијата на договорот од Преспа. Значи, овој амандман што го предложивме, што ви го прочитав, се прифати и тоа значи дека сите уставни амандмани ќе влезат во сила единствено доколку Грција ја исполни својата обврска и го ратификува протоколот за нашето учество во НАТО. Односно, едноставно кажано, нема да постои можност ние да ја прифатиме таа географска одредница и повторно да ни биде блокирано членството во НАТО. Со прифаќање на ова наше барање, значи со овој амандман, тоа нема да биде можно. Ако не се ратификува протоколот од страна на Република Грција за нашето членство, ништо од ова нема да важи. Во однос на третото барање, а тоа е постепена промена на името за натрешна употреба, следејќи го процесот што води кон полноправно членство на Република Македонија во Европската Унија, сметавме дека е добро во Уставниот закон составен дел да биде овој нацрт амандман. Примената на името и терминологиите за внатрешна употреба ќе бидат согласно договорот, при што за сите официјални документи и материјали на јавната администрација за меѓународна употреба и за документите кои може да се користат и надвор од државата, прилагодувањето треба да се изврши во рок од 5 години по влегување во сила на уставните амандмани. Документите кои се исклучиво за внатрешна употреба ќе се прилагодат на усвоените амандмани при отварањето на секое поглавје на релевантната област во преговорите со Европската Унија и ќе биде финализирано во рок од 5 години од тогаш. Тоа се нашите, значи, 3 нацрта амандмани. Владата не информираше дека се прифаќаат и дека ќе влезат, значи, во рамките на текстот на нацрта амандмани кој што ќе биде доставен од страна на владата до Собранието на Република Македонија. Ние во овој период кој што доаѓа, навистина ќе очекуваме да имаме инклузивност во целиот овој процес. Знаете дека согласно деловникот во Собранието, членот 200, по доставување, значи, на нацрт амандманите следува и јавна расправа, која што мора да се реализира овде во Собранието, во која јавна расправа исто така ќе се вклучиме и ќе дадеме сериозен придонес. Се надевам и апелирам сите да се вклучиме во тој процес, бидејќи е неопходно да разговараме и дебатираме веќе во оваа насока на наблегување во оваа фаза на уставни амандмани и верувам дека само на еден таков начин со една дебата и креативност можеме да дадеме што повеќе во оваа насока и се разбира дека по таа јавна расправа согласно заклучоците кои што ќе бидат донесени, потоа следи и фаза на доставување и на амандмани од сите и од пратениците, се разбира и ќе го следиме и тој процес и апелирам навистина активно и нашите колеги, нашата пратеничка група, значи од ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија да земат активно учество, значи во сите овие процеси во овој период. Ви благодарам. Значи во оваа фаза, сега нели станува збор за нацрт амандмани, значи во оваа фаза нашите нацрт амандмани ќе бидат вградени во текстот кој што ќе биде доставен од страна на владата до Собранието врз основа и на нивните нацрт амандмани. Значи во оваа фаза. Како ќе оди понатака, мислам ќе го следиме целокупниот овој процес на дебата, на инклузивност, на вклучување на сите и потоа ќе ви информираме, нели ќе бидеме во контакт во таа насока.
Не знам, јас ги немам видено нацрт амандманите. Мислам, сепак работевме ние во неколку наврати, нели како посебна пратеничка група со представниците на владата, со премиерот и со министрите кои што беа на овие неколку состаноци, така да разговаравме конкретно за нашите барања и за овие наши првични нацрт амандмани во оваа фаза. Треба да го видиме текстот од страна на владата, нели кој што ќе стигне, тука сме, се разбира, да дебатираме, да се вклучиме сите заедно во овој значаен процес за Република Македонија. Да, сакав да ви информирам, значи ние како посебна пратеничка група доставивме допис до председателот на собрание, каде што поднесуваме иницијатива, го земав и дописот да ви го прочитам точно како гласи, за основање на интерпартиско парламентарно тело за помирување и интеграција во собранието на Република Македонија. Се надевам дека во понеделник ќе имаме координација во оваа насока и ќе се завземе нели став како ќе се води, која ќе биде методологијата, затоа што сепак ова тело мислам дека има голема улога, треба да има голема улога не само за моменталната состојба, туку и за една методологија и контури, се разбира и за воиднина, така да сериозно е ова тело и сериозно треба да се пристапи во самото тело и сите да се вклучиме се со цел навистина да одиме во таа насока на помирување, во таа насока на сврстување и давање, пак ќе кажам, на одредена методологија и контури како сега и како во иднина, нели, во таа насока на една соработка. Нас не треба соработка во овој момент, една позитивна енергија, една позитивна мисла, обединување, бидејќи само на еден таков начин можеме да направиме многу и за Република Македонија, и за нашите граѓани, и за сите нас, разбира, и за генерациите кои што идат по нас. Јас сум убедена и очекувам дека треба да земат учество, бидејќи само преку ова тело можеме да ги разгледаме и актуелните состојби, да ги разгледаме, се разбира, и во иднина сите оние и моменти што доаѓаат, и процедури, и процеси, и мислам дека навистина треба таа инклузивност да имаме во ова тело. И јас сум убедена и апелирам, се разбира, да бидеме сите вклучени, бидејќи навистина многу зависи како ова тело ќе се формира, како ќе действува и како ќе продолжи понатака. Да не биде нели само нешто моментално, туку навистина да се потрудиме да има некои критериуми и методологија кои што ќе ни помогнат и ќе помогнат на државата, нели, во рамките на сите овие случувања. Па, знаете како мислам, јас сум долгогодишен член на мојата партија, многу години сум член не само лично и семено, и имам почит кон сите и кон секого. Така да мислам дека тие некои реакции се избрзани, мислам дека се непринципиелни, но во секој случај, знаете како, без разлика какви исклучување да има, треба да има аргументи, треба да има основ. Сметам дека лично, еве јас, ако ме прашувате мене како Елизабета, немам ништо направено во однос на програмските цели, нели, на мојата партија, туку напротив, сметав дека треба да се вклучиме во овој процес, неопходно е да се вклучиме и треба да навистина она за што сите се залагаме во овој изминат период, а тоа е нели Република Македонија да видиме во НАТО и во Европската Унија, треба тоа да ни биде приоритет, да ги тргнеме личните, партиските интереси, на вистина, еднаш за секогаш да се вклучиме сериозно во овој многу значаен процес и за Македонија и за нашите граѓани. Така да, почит кон секоја одлука, но мислам дека на вистина треба да има, секој да има и член, што се вика и лидер, да има моќ на обединување, на мотивирање, што се вели, се со цел на вистина да нема такви некои негативности кои што се неосновани. Не ве слушнав, мислам. Да, ќе присуствувам, затоа велам, значи, се надевам дека на таа координација во понеделник, бидејќи го имаме ова барање доставено, дека ќе се разгледа и дека тука ќе имаме можност да продискутираме
колку членови, како сето тоа би се вклучило и потоа транспарентно нели да ви информираме сите заедно нели како ќе се движи действувањето на ова тело. Гледате да ви кажам, добродојдени се сите, нели, и позитивни идеи, предлози и така натака, но мислам дека сето тоа треба да влезе на разгледување преку ова тело, бидејќи нели ние претходно наведовме дека е неопходно да се формира телото, така да мислам дека е добро да се разгледа на ова тело и да видиме се што е можно да направиме во рамките, морам да кажам, на почитувањето и на уставот, и на законите, и на сето оно што значи правен поредок во нашата држава. За мене сите овие амандмани се многу реални и неопходни, морам да кажам. Затоа се задржав на тој амандман околу нели неважењето на сето оно што мислам тоа е многу значајно. Доколку се прочита и самиот договор и самиот овој нацрт амандман, верувајте дека многу значи. Така да мислам дека сите тие мислам, знаете како ние многу разговаравме, дебатиравме, така да мислам дека се најде прифатливост, морам да кажам, и од другата страна, и навистина ми е драго што се најде прифатливост, но сум убедена дека и во јавната расправа, нели кажавте дека има критика или од одредени експерти, професори и така натака, со секоја почит, мислам, до нивниот интелектуален капацитет и знаење и сето тоа, јас не сум, мислам, професор по уставно право и така, мислам и по меѓународно право, но сепак и моето образование до негде, нели, како доктор по европски науки можам да помогнам нели во таа насока да се изнајде некое решение кое што ќе биде во интерес пред се за Република Македонија. Затоа сметам дека се реални сите овие барања, сега преточени во нацрт амандмани и сепак еве уште еднаш апел до сите експерти, до сите професори, мислам дека треба да се искористи нели потребата од таа јавна расправа која што мора да се вклучи, таа инклузивност и повикувам стварно секој да даде придонес, бидејќи само на еден таков начин можеме да извлечеме и нешто повеќе, нели, се со цел кога ќе одиме во, нели, другата фаза на доставување на амандмани, конкретно. Јас не. Нема да се. Мислам дека не. Имаме навистина многу добар однос, без разлика што ние нели сме пристапиле во оваа фаза, бидејќи сепак верувам дека и нашите колеги го почитуваат сето тоа, така да имаме навистина добри односи. Не се случува ништо неприфатливо, така да со сите контактираме, имаме добри односи и ќе продолжиме во таа насока. Напротив, сметам дека секој став треба да се почитува, макар и да е поразличен од некој друг, бидејќи само така во една насока на дебата, критика, се разбира, нели, и неприфаќање од едната или другата страна, можеме да направиме многу повеќе и да бидеме, се разбира, единствени сепак во овој значаен процес на државата. Ви благодарам. Само ще... колешката... Да, затоа... Само еден момент. Се извинувам, јас може и колегите слободно. Не, јас само сакав да кажам дека јас сум представник на Социјалистичката партија во оваа пратеничка група и дека мојата партија не ме исклучи. Во мојата партија се почитуваат демократските принципи и различното мислење помеѓу нас. Јас и понатаму во оваа коалиција со моите колеги од ВМРО ДПМН ќе ги представувам интересите и заложбите на Социјалистичката партија и затоа токму тука се најдов, затоа што сметам дека ние задоцнивме со многу процеси консенсуално да ги разрешиме прашањата во текот на изминатиот период. Социјалистичката партија во повеќе наврати и писмено се обраќаше до големите политички партии да се зацртаат црвените линии каде што Република Македонија може да оди, сите заедно,
Меѓутоа, процесите како што се случија, гледате дека тоа не се случи. Јас со цел мој интегритет ќе се заложам и понатаму демократските вредности и принципи кои што и постулати на Социјалистичката партија да ги негувам во оваа пратеничка група со цел мој интегритет, онака како што сметам дека е правилно и затоа благодарност до сите мои колеги кои што се одважија, успеа да се надминат во овие тешки моменти за нас, бидејќи етикетите на вистина на нас ни придонесоа да бидеме и овие денови заедно со граѓаните, но мислиме дека одиме во правилна насока и мислиме дека и останатите наши колеги ќе се одважат да размислат